дана, Меѓународниот ден за економска, политичка и општествена борба за рамноправност на жените, се повлекува црвена линија бидејќи правата на жените не се за преговарање. И токму денеска во 17 часот ќе се одржи маршот за 8 март под слоганот Црвена линија, правата на жените не се за преговарање, и на оваа тема и за тоа што значи Денот на жената, Меѓународниот ден, и што значи 8 март и дали денеска го доживува своето вистинско значење, како и за организацијата на маршот, ќе зборувам во продолжение со моите денешни гостинки. Тоа се Јана Сотировска од Хелсиншкиот комитет за човекови права и уште една Јана Коцевска од ТИТ Инк. Инаку овој марш е, да кажеме, во организација на платформата за родова еднаквост, додека Хелсиншкиот комитет и ТИТ Инк се дел од исто така оваа платформа. Добро, верувам очекувате и се надам дека така ќе биде поголема посетеност на самиот марш и да се испратат оние пораки кои што вообичаено се испраќаат на овој ден. Но дали и колку во последниве години, ете според вашиот впечаток и според вашата секојдневна работа практично, колку е помината црвената линија кога се правата на жените во прашање, што е постигнато, што е изгубено или што воопшто можеби не е мрднато од мртва точка и што всушност значи да се биде жена во Македонија? Па, искрено мислам дека многу е често појавата да имаме каде што имаме прогрес, имаме и регрес во суштина, така што мислам дека имаме некои работи дефинитивно постигнато, но исто така што имаме уназадено доста чекори за повеќе области, не знам, имаме јавно здравство, ама сепак имаме мртви родилки. Имаме право на абортус, но немаме некои жени, особено во руралните средини, немаат ниту ни пристап до гинеколошки услуги. Затоа повлековме символично 8 црвени линии, кои што рековме дека тука веќе не може да се прекорачат. За здравството, како што претходно споменав, е токму тоа право на легален, безбеден абортус, пристап до гинеколошки услуги, под родово базирано насилство, сакаме правно признавање на фемицидот и исто така негова понатамошна апликација во пракса. Бараме под економија, сакаме еднакви плати за иста работа, под економија за грижа, значи трудот на жената да биде вреднуван адекватно, и исто така имаме уште други тематики кои што ги опфаќаме во нашите црвени линии, и се надиваме дека со тоа ќе испратиме една порака до институциите и до сите релевантни чинители за до каде може да се оди и што се нашите барања. За што значи да се биде жена во Македонија, можам само јас индивидуално да одговорам, бидејќи мислам дека интерсекционалноста е многу важна тука, бидејќи пак ни поаѓаме сите од иста појдовна точка. Не може мојот статус и мојата привилегија да се спореди со некои други одредени групи на жени, кои можеби доживуваат различни видови на дискриминација во споредба со мене. Така што дефинитивно мислам дека треба да ги имаме сите тие фактори предвид кога зборуваме за еднаквост, родова еднаквост, значи мораме да гледаме секогаш на колективното, бидејќи никој од нас не е слободно, додека сите не сме целосно слободни. Така е. И најмногу треба да го имаме и предвид фактот што за жал секојдневно се соочуваме со различни случаи на семејно насилство, каде што жената е жртва. Сме имале ние голем број теми во нашата утринска и токму за семејното насилство сме зборувале од таа причина, што навистина е голем бројот и можеме секојдневно да прочитаме каде, како и на кој начин се случува тоа семејно насилство. Голем број од жените и долги години го трпат тоа семејно насилство или таа тортура, плашејќи се дека немаат излез и всушност немајќи и доверба во институциите кои што се надлежни или да заштитат или генерално системот, а некои од нив и фатално завршуваат. Со фемицид. Така е, да. И дел од тоа и се пораките кои што се испраќаат на ваквиот марш, и не само оваа година кој што ќе биде, се разбере, и во минатите години, но дали има некакво подобрување, дали има некаков прогрес во цел тој процес кога станува збори за заштитата на ваквите жени жртви и она кое што би требало да го работат належните институции? Да, токму така, и минатогодишниот март, 8 март имаше таква порака, дали ќе преживеат жените овде, што всушност се адресираше насилството кое што се случува, родово заснованото насилство. Во Македонија од година во година се зголемува бројот на пријавени случаи. Сега знаеме за 2022 според Државниот завод на статистика околу 4500 пријави имало, од кои над 80% било извршено насилство од мажи, а тоа се всушност мажи кои што се нечии супрузи, поранешни супрузи или пак близок интимен партнер. Така што домашното насилство како се случува.
И сега дали тие пријави што се зголемуваат се всушност индикатор на тоа дека жените се поохрабрени да пријават Да, било насилство. тоа и претходно не го пријавува. Така, а насилството си постоело и претходно, тоа не можеме да го знаеме. Меѓутоа знаеме дека дефинитивно постои. Сега работата во Македонија е што постои голем јаз помеѓу тоа што е правна рамка или тоа што законските решенија го носат како некакво можно решение за да се направи превентива од таквото насилство и она што навистина се случува нели во секојдневниот живот и тоа што институциите го имплементираат врз основа на тие правни нели рамки. Така што тоа е генералниот проблем кај нас, како што спомнавте, институциите од една страна не го носат до крај она што треба да се воведе како механизам за правна заштита, за социјална заштита, здравствена заштита на жените кои што се жртви на семејно насилство, а од друга страна ги охрабруваме жените да го пријават тоа насилство. И како таа жена на крај ќе се заштити доколку државата не застане позади нејзе. Меѓутоа, генерално насилството е голем проблем. Ние и во светски рамки гледаме што се случува, нели? Мислам и војната во Палестина е дефинитивно и феминистичко прашање, така што насилството постои во секојдневието. Не само семејното насилство, туку родово засновано насилство постои на работното место, постои во јавните институции, во училиштата. Булингот е една таква форма на насилство. Потоа во киберпросторот. Затоа ваквите разни форми на насилство еве и минатата година влегоа и во кривичниот закон, како на пример демнењето, сексуалното вознемирување и така натаму, меѓутоа треба да се работи уште повеќе. Психичко насилство исто така треба да се препознае како основа. Така што мора да се работи и не е само законски да се пропише. Тоа треба и во едукација да влезе. Затоа треба да имаме и сеопфатно сексуално образование, каде што децата ќе учат што значи тоа да се врши насилство некому. Кај нас е нормализирано насилството. Да. И тоа е голем проблем. Така, едукацијата всушност и начинот на заштитата се случува токму преку тоа да се опфатат во повеќе аспекти од нашето секојдневно живење, особено важно е едукацијата пак на младата популација, на младите генерации, кои што ако зборуваме за семејно насилство и ако младите личности или децата кои што дома се сведоци на семејно насилство, веројатно таквото семејно насилство продуцира генерации кои што тоа насилство ќе го прикажуваат и во околината со своите соученици, со своите пријатели, а тоа го гледаме за жал и денес, и тоа го гледаме и имаме онлайн малтретирање психичко нели преку различни дали називи, дали текстови, дали видеа, како што за жал бевме фрапирани во изминатиот период. Млади жени и девојки и тука се жртви, но не значи дека и тие не се дел од нели насилството кое што се случува, односно да бидат сторители на насилството. И тука еден соодветен системски пристап и едукација е апсолутно неопходен кога веќе ги имаме социјалните мрежи и кога веќе се е достапно. Најзагрижувачки ми се чини во денешно време или во општеството во кое што живееме е дека заплашувачки е дека и младите генерации веќе навистина се соочуваат, го доживуваат, но и за жал го прават насилството. Така што и ова е дел од пораките, веројатно и поддршката која што и Хелсиншкиот комитет и ТИТ-ИН како платформа ја дава. Да, мислам, ние секако работиме на подигнување на свеста, исто така на едукација, како што претходно споминавте. Ама сепак мислам дека баш бидејќи е дигитално насилство и мислам самиот дигитален простор, ние по стапка на дигитализација реално не сме нешто многу напредни општо како држава. И тоа се сини кои речеме работи кои што се уште се подложни на понатамошна регулатива и создавање на подобри правни рамки. Иако веќе имаме одредени, како што исто кажа и Јана, правни рамки за справување со вакви појави, мислам дека самото препознавање на дигитално насилство, посебно за родово безраното, бидејќи како по обичај некој, како и во реалниот, така и во дигиталниот свет, мислам дека жените и младите девојки се поподложни да бидат жртви баш на такви појави и
освен тоа што ние работиме, нели како што кажав, и на едуцирање, и на подигнување на свеста, и да се научиме да го препознаваме истото насилство и како правилно да го пријавиме, исто така даваме бесплатна правна помош, ние многу често работиме со жртви на насилство, исто така и од дигитално родово базирано насилство. И мислам дека баш тука во овој аспект можеме поише да видиме каде се недостатоците на системот, баш специфично кога работиме со жртвите на вакво насилство. Пошто сега беше пред скоро една девојка во Албанија изврши самоубиство баш заради дигитално родово базирано насилство. Значи, ова е еден феномен кој што дефинитивно треба да се повеќе да се работи на негова регулација, значи да го препознаваме, да знаеме како да го пријавиме, институциите пред се да знаат соодветно да постапат, значи во вакви случаи, и брзо да реагираат. Брзо да реагираат, да имаме адекватни казни за сторителите, а исто така и многу е важно да имаме адекватна поддршка за самите жртви, бидејќи од една страна ми е јасно како луѓето не го перцепираат дигиталното насилство баш како типично насилство, бидејќи се случува таму некаде позади екрани и може сторителите не секогаш не се идентификувани, секогаш може да се креат позади лажни профили и така натака, ама последиците се многу реални врз жртвите. Траумите, последиците тоа носи недонаместива штета. Исто така и рецимо во затворени традиционални патриархални општества, значи да се случи нешто како што се случи на девојките кои беа жртви на јавна соба, тоа резултира и баш со вакви случувања, значи да се донесе жртвата до степен на суицид, бидејќи од срам, од чувства кои што мислам ние не би требало да ги има, бидејќи тоа треба да биде припишано на сторителите. Ама за жал сме во таква ситуација каде што од друга страна ги охрабруваме жртвите, секоја мислам Хелсиншкиот комитет, како што кажав, дава бесплатна правна помош, отворени сме за помош во вакви случаи и што повеќе ги пријавуваме ваквите случаи, толку даваме повеќе можност да се воведе некоја правна пракса и притисок врз самите надлежни институции да може побрзо и поефективно да се постапува. Да, во контекст на ова, само едно прашање, имате ли впечаток дека за разлика од еве или од минатите години или од година во година дека се охрабруваат повеќе жените, па и младите девојки ако се соочуваат и со насилството дома, но и преку Да, како што исто спомена Јана, мислам дека го забележуваме некој тренд на почесто пријавување, значи повеќе пријави имаме, што мислам дека е добро, бидејќи не мислам дека тоа насилство, исто како што преска кажавме, не постоело претходно, само сега имаме премолчувано. Да, или не било препознавано. Не било нити препознаено како такво и баш мислам дека со повеќе пријави можеме да направиме никаква реална промена за потоа тоа да може да го превенираме. И всушност и заложбата на организациите и на платформата за родова еднаквост е резултира нели со подигање на свеста и затоа ние ги правиме сите овие активности и се надеваме дека правиме добро за промена. Така е. А под подигање на свеста се подразбира дека можеби оно кое што жената го трпи секојдневно и на кое што за жал е навикната, не смета дека е психичко насилство, а всушност тоа е тортура која што секојдневно се случува, така што едукацијата од тој аспект е особено важна. Ако зборуваме за жените во политиката, ете оно кое што исто можеме да го споделиме, тоа се правата на текстилните работнички кои што ги организирале протестите на почетокот на 20-тиот век и од нив се радикализира всушност и движењето и барањата за поголема плата, намалување на работните часови и правото на глас, тогаш какви се правата на жените во политиката и во однос на работничките права. Да, така, мислам многу е важно да препознаеме дека оние права кои што веќе ги уживаме, така да кажеме, кои што се, например, правото на глас, правото на одредени часови работа, правото на повисока плата, заштита при работното место, здравствена заштита, социјална заштита и така натаму, не се работи кои што се туку така, нели, паднати од небо. Тие се добиени со долга и макотрпна борба на некои жени кои што живееле во првите 2 декади од 20-тиот век, а имало и претходно примери, не дека немало. И тогаш се радикализира тоа движење и таа политичка заложба на тие жени всушност ги носат овие промени. Значи, за да ние имаме сега право на глас, некој тоа го изборил, затоа што жените немале право на глас, немале право на образование и така натаму. Кај нас постојат конкретно за жените во политиката, знаеме дека се воведоа квоти, меѓутоа, искрено да кажам, од мој аспект, јас мислам дека тоа се навистина во овој случај само бројки. Тие треба да постојат, треба да ги има, меѓутоа,
не гледаме дека жените во политиката и внатре во политичките партии всушност имаат одлучувачка улога и позиции кои што се важни и кои што навистина ги менуваат политиките. Гледаме дека тие се таму само во служба на партиите и тоа е тажно. Еве се ближат избори, па да видиме, имаме кандидатки за председателки, да видиме како ќе излезе тој исход. Меѓутоа, еве и на претходните избори, на локалните избори, само 2% од градоначалниците во Македонија се жени. Така што навистина мора да се работи за поголема вклученост на жените во политичките одлучувања и навистина да се воведуваат феминистички и родово еднакви политики кои што ќе ја подобруваат ситуацијата понатаму. Така. Имав прашање исто така и за активностите и на Хелсинскиот комитет за човекови права, но и на Титинг за тоа што е она кое што ментално го работите, но времето ни истече, иако начинот акцент беше се разбира ставен за денешниот марш за 8 март под слоган на црвена линија, правата на жените не се за преговарање. Потсетувам и на крај уште не се спраќаме порака или повик до оние кои што сака да го подржат овој марш и да присуствуваат во 17 часот денеска на плоштадот Скендербег. Да, тоа е збирното место. Ви благодарам Јана и Јана што бевте денеска мои гостинки во утринска на Телма и за сите овие информации кои што ги кажавме, но и пораки кои што ги споделивме особено до припадничките на понежниот пол. Верувам дека ете овие пораки и апели кои што се испраќаат на маршот како и минатите години, така и ова ќе допрат до она кое што е важно, а треба да го сработат надлежните институции, па жената ќе ги добие своите права, поточно нема да бидеме да работат на црвената линија. Поздрав и убав ден ви посакувам и среќен 8 март. Честит 8 март.